Ворешни работи на Република Македонија и Република Србија Никола Димитров и Ивица Дачич во Ниш. Изјавите се уште не се дадени. Средбата започна со задоцнување од 1 час. Колегата Христо Ивановски ја следи средбата со мене во студиото. Христо, Дачич доцнеше на оваа средба, Димитров го чекаше, речи си 1 час. Зошто доцнење толку? Ние во 15 до 4 требаше да ги имаме заедничките изјави, еден мал прес со многобројните новинари, како што рекоа. Пред малку разговарав со представникот кабинетот на министерот Димитров, ни рекоа дека Дачич доцнел речи си 1 час. И, значи, како почнала средбата? Дачич дошол 1 час подоцна, имале тет-а-тет средба, тоа е средба во 4 очи. Веројатно трајала подолго отколку што било предвидено, обично 15 до 20 минути. Ние нема да дознаеме сигурно што се разговарало на таа тет-а-тет средба. Во тек е билатералната средба и предпоставувам дека сега се разговара за некои полежерни прашања, за соработка и тоа ќе биде практично соопштението од билатералната средба. Меѓутоа, ако одиме во една кремљолошка анализа, дипломатијата е порака, техника, тактика, па можеме да кажеме дека доцнењето од 1 час од страна на Дачич како домаќин, он би требало практично да е прв пристигна таму и да го пречека колегата Димитров, е некаква си порака. Од друга страна, од оние што ги гледавме првите снимки, воочливо е дека на поздравот на Димитров и при тоа обидот да се прегрнат или на некој начин по балкански дури да се бакнат, Дачич држи дистанца и што е уште еден знак дека тој дава порака дека работиве не му се допаѓаат. Што разговарале на средбата во 4 очи, не знаеме, но имаме и други индикатори. Например, зошто доцнел Дачич? Сабајле, Дачич прва средба имал со министерот на Руската Федерација во Белград. Неколку средби отринава. Да. Ама една од клучните оваа со Чепурин разговарале за билатерални. Тоа е кратко соопштение, а потоа и со кандидатот за директор на УНЕСКО, кој е кинез, значи остварил важна средба за Србија, ако земеме дека во прашање е статусот на Косово во УНЕСКО. Ги спомена оние инсерти, поздравувањето Дачич Димитров, ги гледавме, српските медиуми ги објавуваат тие инсерти, во режијата, односно нашата екипата на телевизија Нова ги подготвува, ќе можеме да ги видиме во текот на овој информативен преглед или веќе во некој од наредните со оглед на тоа што имаме на секој час вести. Утре средба Брнабич Заев во Драч, таму ќе присуствува и еврокомесарот Јоханес Хан. Би се осврнала на оваа средба, па ќе се вратиме повторно на Дачич Димитров во Ниш. Може и ќе ги дочекаме оние изјави кои во текот на цел ден и јас и типа и останатите колеги да ги чекаме денеска да ги слушнеме. Пораките што очекуваш од утрешната средба Заев Брнабич, со тоа што Брнабич неколку пати рече дека очекува Заев да го даде исто на уверување кога го дал претходниот пат кога се сретнале во однос на позицијата на Македонија во УНЕСКО за Косово. Па добро, средбата е најавена како релаксирана, практично можеби бидејќи Еди Рама е домаќин како средба во патики, дали ќе бидат Адидас или не, ќе видиме. Но релаксирана средба во нерелаксирани односи во моментов, така што и Заев и Барнабич имаат што да си кажат. Барнабич излезе со доста за мене изненадувачки тврд став од кога се повлече дипломатската екипа на Србија од амбасадата, дека станува збор за сериозен проблем и веројатно утре ќе констатира дека сериозниот проблем завршил затоа што очигледно е дека барем во овој момент на високо ниво работите се испеглани. Секако остануваат неотворени прашања, кој едно го отвори представникот, европратеникот Девид Мекалистер, кој 2 дена беше во Белград и кој кажа дека имал разговори со Дачич, но ги истакна дека се во домен на доверлив карактер, при тоа топ тема било не само интеграцијата во ЕУ на Србија, туку и односите со Македонија, и тој таму спомнува меѓу редови за агресивно шпионирање за кое он нема информации, но ја спомнува таа терминологија и мислам дека ова ќе остане сега како да виси како проблем известно време.
Сега да се навратиме на она што во моментов се случува во Ниша. Премногу долго се чини, еве, јас ги пратам дали Така. ќе ги има изјавите со оглед на тоа што ќе ги пренесеме во живо, ќе ја проследиме пресконференцијата. Премногу долго се разговара, иако кога стигна вчера најавата за оваа средба, беше предвидено да се сретнат некаде околу 15 часот и веќе околу 15:45 најдоцна да бидат дадени сите изјави, да биде завршена цела работа и да се испратат пораките. Такви беа и нашите очекувања, но премногу долго се зборува во Ниш. Може ли да предпоставиме кои се прашања, дали прашањето за УНЕСКО се отвара? Што може Дачич да стави на маса? Па, јас мислам дека во соопштението ќе биде позитивната страна истакната, значи соработка, економска соработка во рамки на регионалните иницијативи, ЦЕФТА, безбедност и така натаму. А во заднината на проблемот ќе биде тешко и мислам тоа сега се пегла, тоа се разговара, да се види до каде се одело во некои дејности, ако се одело. Значи, ако се одело. Сепак, да не забораваме дека германски медиум денеска Македонија ја става како една од клучните теми како држава која може да пропадне. Токму поврзана со овој настан. Од друга страна дело. Исто така пишува денеска дека Македонија може да биде почетокот на идната балканска криза, при што тука го истакнува како проблем Косово и приемот на УНЕСКО. Од друга страна па германците истакнуваат повеќе руското влијание во регионот, кое стана особено актуелно и ова повлекување практично на дипломатскиот кадар, дипломатската екипа на Србија, дојде по на интервју на министерката за надворешни работи за одбрана Радмила Шеќеринска, која за Блумберг кажа дека има руско влијание, има руски, значи, активности на теренот за се изјава, не сме ја коментирале до сега. За се блокира Македонија во членството на НАТО, што дипломатски, ако се анализира, е многу јака и јас би рекол е на извесен начин дипломатско салто мортале, затоа што сепак Русија е членка на Советот за безбедност, таа има признаено под уставното име и на некој начин може во некои клучни моменти да одигра клучна улога. Било позитивна, било негативна. Да се подсетиме, кога Република Македонија ја призна Република Кина Тајван и воспоставија дипломатски односи, Кина се повлече од Македонија, ја затвори амбасадата, но ни врати со тоа што мировната мисија на Обединетите нации беше стопирана и потоа се случија многу несакани работи во Македонија. Очекуваш во соопштението, како што рече, да бидат истакнати оние позитивни сегменти повеќе за соработката, но наша работа на новинарите е да истражуваме и да анализираме. Ќе дојдеме ли до некои подетални информации после оваа средба? Од кабинетот на Димитров рекоа дека најверојатно од понеделник ќе имаме можност да се сретнеме со него. Он многу интензивно патува. Значи има, не знам дали добро негде прочитав, околу 100 посети. Тоа е стварно многу. И да дознаеме што се случува, што разговарал, каква е атмосферата. Јас мислам дека во рамки на овој диалог сега со Белград ќе мора да се разговара и за економска соработка. Имаме договори подпишани, да речеме, во рамки на ЦЕФТА во однос на економската соработка. Таа треба да се зајакнува. Меѓутоа има отворени прашања. Да речеме, обележувањето на границата. Со договорот од 2001 годината се обврски кои не се завршени. Отворено прашање. Потоа имаме прашање за културните споменици, кои исто така е поврзано и со договорот за сукцесија, кој не е затворен. Има анекси кои воопшто не се отворени. И секако црковното прашање. Црковното прашање. Ако ги читаме изјавите на опозицијата, тие поинаку мислат за ова и цело време товарот го префрлаат на владата на Србија и на председателот, на Вучич. Но сепак, ова се прашања кои мораат да се решават, но мислам дека нема да се решат со една нишка средба, да не правиме асоциации со нишкиот договор, кој па беше погубен за црковното прашање. Ако се сеќавате од пред, речиси 10 години, ми се чини.
Христо, средбата е во тек. Ни останува да ги причекаме изјавите да видиме што ќе кажат двајцата министри. Ти благодарам за оваа анализа.